Ги следите регионалните вести. Дератизација на канализациониот систем во Тетово започна да врши Центарот за јавно здравје. Наскоро ќе започне и со дезинсекција во општина Тетово, која ќе трае до крајот на месец август. По повеќе од 2 децени започна да се спроведува дератизацијата на канализациониот систем во Тетово. Целта е да се намали бројката на глодарите кои може да предизвикаат заразни болести. Дератизацијата на канализационите мрежи превентивно ќе спречи појавата на глодари на јавните површини и објекти во градот, велат од Центарот за јавно здравје Тетово. Тие спроведуваат дератизацијата по претходно склучен договор со општина Тетово. Дератизацијата се врши повеќе од 2 недели. Формирани се 2 екипи кои што работат на терен. Истретирани се вкупно 1428 шахти до сега и викендов во сабота сабајле во раните утрински часови завршува со дератизација првиот дел. Намалување на бројот на глодарите. Ако веќе не можеме да ги уништиме 100%, значи да ги намалиме до одредено ниво, да не ни предизвикуваат заразни болести. Значи во претходниот период Центарот за јавно здравје Тетово вршеше вонредна дератизација и тоа во секоја локална самоуправа различно. Например, во општина Желино беше третиран канализациониот систем на општината со дератизација. Во општина Брвеница беше извршена дератизација во сите училишта што се наоѓаат на територијата на локална самоуправа Брвеница. Беше извршена и вонредна дератизација на ниво на локална самоуправа Јегуновце и во локалната самоуправа Јегуновце се третираа сите училишта кои што се наоѓаат на ниво на локална самоуправа Јегуновце. Во градот Тетово, согласно барања и потреби од училишта, исто се вршеше вонредна дератизација во неколку училишта на ниво на град Тетово. Ние се уште на ниво на регион Тетово немаме заразна болест поврзана со појава на глодари. Меѓутоа, кога ќе се појави, веќе е касно, значи они зеле замав, затоа ние вршиме превентивно, ви кажав, за да ги држиме под контрола. Центарот за јавно здравје Тетово деновиве ќе започне со дезинсекција во општина Тетово и општина Јегуновце. Дезинсекцијата ќе се врши во наредните 3 месеци од земја и воздух. Ние, значи, имаме апарат кој што врши фумигација, ладна фумигација. Нашиот апарат е за ладна фумигација. Се работи исклучиво во ноќните часови. Неколку дена за да биде успешна, значи, за да биде успешна дезинсекцијата, за да биде опфатен целиот наш регион, целата локална самоуправа, значи ќе се прска во ноќните часови, значи околу 2-3 дена ни е планот, 3 пати во тек на летниот период. Во однос на дезинсекцијата, само да надополнам дека ќе се врши и авионско прскање. Тоа е во поплавените подрачја и тоа е во соработка со Министерството за здравство. Дезинсекцијата ќе се спроведува до крајот на месец август, а дератизацијата во Тетово ќе биде спроведена уште еднаш во месец октомври. Околу 10.000 евра од општинскиот буџет на Гостивар се издвоени за уредување на тротоарот на улицата Сретко Крстески. Зафатот се прави за да се зголеми безбедноста на граѓаните, но и на учениците од училиштата и интернатот во близина. Со подобрувањето на временските услови, Гостиварската локална самоуправа отпочна со реализација на повеќе инфраструктурни зафати во градот и околината. На улицата Сретко Крстески, во близина на интернатот и средното техничко училиште, се уредува тротоарот во должина од околу 200 метри. За оваа намена ќе бидат издвоени 10.000 евра од општинскиот буџет. Градоначалникот Невзат Бејта вели дека проектот е дел од програмата и се спроведува на барање на граѓаните. Граѓаните го памтат мојата програма пред изборите и доаѓаат и ме потсетуваат дека треба да го реализирам програмата што сум ветил пред нашите граѓани и во центарот на градот ние нема да оставиме ниеден тротоар несреден и сега сме овде да го средиме тротоарот, пошто тоа им обезбедува безбедноста на децата и на сите граѓаните што се движат во нашиот град. Дистанцата е 200 метра, ќе фати 500 метра квадрат. Вредноста е околу 10.000 евро. Првиот човек на Гостивар вели дека во текот на летото постојано ќе бидат на терен за да се завршат сите предвидени зафати во инфраструктурата. И ние од денеска ќе почнеме
многу работи и нема да престанеме док ќе почне зимното време и нашиот град ќе има посебен изглед и мислам дека ќе се реализира тоа што сум ветил на граѓаните 100 нас. Се очекува уредувањето на тротоарот на улицата Сретко Крстевски особено да биде од корист за безбедноста на движењето на учениците од Техничкото училиште, интернатот како и основното Гоце Делчев. Населеното место Шипковица доби центар за ран детски развој. Истиот е отворен во простории на основното училиште Реджеп Бока и представува алтернатива на градинките. Децата на возраст од 2 до 5 години од село Шипковица од денеска ќе можат да бидат згрижени во новоотворениот Центар за ран детски развој во рамки на кампањата Првите 5 најважни на свет. Целта на истата е да се промовира важноста на развојот на раното детство, овозможена е од Детскиот фонд на Обединетите нации заедно со фондацијата T-Mobile во партнерство со општина Тетово. Денес се наоѓаме во село Шипковица по повод отварањето на Центарот за ран детски развој и ќе во текот на овој настан ќе ни се придружат и представниците од општината. Центрите за ран детски развој всушност е една соодветна алтернатива за градинките, бидејќи за градинките ни се потребни и повеќе финансиски ресурси, исто така и посоодветни објекти во кои што ќе биде организирана наставата. А во центрите успеваме тоа да го направиме со помалку трошок. Ова е и во полза на фактот дека ние и го поддржевме законот за заштита на децата, преку кој закон општините се овластуваат да можат сами да отварат центри за ран детски развој. Всушност општината со фактот дека е овластена преку законот за заштита на децата да отвара центри за ран детски развој, успева во соработка со училишните власти, односно со директорот на училиштето, да отвара ваков центар во случајот во село Шипковица. Но, како и да е, без поддршка на приватниот сектор, ова не би ни успеало. Во нашиот случај со поддршка на фондацијата на T-Mobile сме успеале ова скромна просторија да ја реновираме и да ја претвориме во една многу убава и удобна училница во која што децата ќе бидат едуцирани во рамките на раниот детски развој. Имам особено задоволство денеска да анонцираме, после отварањето на класот за деца од 3 до 5 години во селото Селце, денеска истото го правиме и во село Шипковица. Сакам да им се заблагодарам на сите институции, и на Министерството за труд и социјала, особено на УНИЦЕФ за сета поддршка, додека ние како општина фактички осигуруваме стандардност и долгорочност на проектот, имајќи го предвид фактот дека ние го покриваме и вработувањето, и просторот, и сите други елементи кои фактички се гаранција овој процес да продолжи. Нормално мислиме дека ова е еден голем бенефит за сите деца, за сите граѓани, за мајките, особено за институционализација, на тие средини каде што нема градинки и за нас е битно, децата да имат институција кај да одат. Само сакам да ја најавам дека истиот проект веќе ни е при крај и го довршуваме и за населените места Речица и за населеното место Фалиште, каде што со 4 отворени фактички паралелки би заокружиле година и половина од нашиот ангажман во ова поле. Во моментот стартуваме со еден вработен, деца ги има 30 до 35 во моментот. Нормално ние немаме проблеми доколку тие работат на 2 смени да го зголемат бројот и до 60, би ангажирале плюс и додатна работна сила. Во принцип мислиме дека тоа е многу добро во однос на урбанизирање на мајндсетот во средини, во руралните средини. Децата посетуваат организирани програми за учење неколку часа во денот, а родителите учествуваат во едукативни програми за подобро работење со децата дома. Програмата според која работат центрите се заснова на стандардите за рано учење и развој кои беа изготвени со поддршка од УНИЦЕФ. Во моментов функционираат 20 центри за ран детски развој кои беа отворени преку програмите на УНИЦЕФ за поддршка на локалната самоуправа.
Обид за самоубиство извршило 16-годишно девојче во Гостивар. Со пиење на средство за хигиена 16-годишното девојче најверојатно се обидало да си го одземе животот. Таа околу 18 часот и 30 минути вчера била најдена без свест во нејзиниот дом. Девојката била неконтактибилна и половина час пред тоа во својот дом испила ваква течност, а поради влошената здравствена состојба и по укажаната лекарска помош со медицинско возило итно е префрлена на скопските клиники. Според евиденцијата на полицијата, женските лица на слична возраст најчесто посегнуваат по својот живот. Инаку годинава на поширокото полошко подрачје вкупно регистрирани се 17 обиди за самоубиство и 3 самоубиства. Најчести причини за обидите и годинава се семејни недоразбирања и караници, влошени односи во поблиското или подалечното обкружување, нарушена здравствена состојба, нервни растројства, откажана или невозвратена љубов, слаб успех на училиште и слично. Трите самоубиства извршени се со употреба на огнено оружје и со бесење. Зачестени кражбите на велосипеди на подрачјето на СВР Тетово. Годинава евидентирани се вкупно 27 кражби на велосипеди и 2 на моторцикли, во најголем број со непознат сторител. 27 граѓани останале без своите велосипеди, а на двајца им го украле моторциклот од почетокот на оваа година. Кон крајот на минатиот месец и почетокот на овој, на подрачјето на СВР Тетово регистрирани се зачестени кражби на велосипеди, чии собственици необезбедени или заклучени ги оставиле пред стамбени згради, продавници, на тротоари или на други јавни површини. Кратците мошне вешто и досетливо го искористиле нивното невнимание. Брзо ги одзеле велосипедите и уште побрзо ги напуштиле местата, најчесто без воопшто да бидат забележани. Одземените велосипеди обично ги продаваат на други лица или ги користат за сопствени потреби, откако претходно ќе ги пребојадисаат или ќе заменат некој дел, вели портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Затоа секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш им советува на граѓаните добро да внимаваат на своите велосипеди, особено кога не се блиску до нив и соодветно да ги обезбедат, ако планираат влегување во продавници или други објекти и подолго задржување во нив. Истото се однесува и на собствениците на моторцикли, пред се на скутери, да не ги оставаат незаклучени во влезовите од зградите, пред кафулињата или дискотеки, зашто тогаш тие стануваат привлечен и лесен плен за кратците. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово се огласи со соопштение до јавноста. Врз основа на одолговлекувањето за донесување на одлука за именување на втор директор на клиничкиот центар во Тетово, а согласно законот во кој се вели дека клиничкиот центар мора да има двајца директори и од причина што Тетово е мултиетничка општина, па се подразбира дека именуваниот втор директор би требало да биде македонец. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија Тетово бара министерот за здравство Никола Тодоров да си поднесе оставка, се вели во соопштението на партијата. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија уште пред една година алудираше и реагираше на арогантскиот однос на министерот Тодоров, за ветувањето кое го беше дал заедно со Општинскиот комитет на ДПМН за време на предизборната кампања. Од тогаш до денеска Никола Тодоров само ја потврди нашата констатација дека македонците од Тетово се сушност граѓани од втор ред. Воедно апелираме до ДПМН Тетово да престане со манипулациите и барем еднаш да застане зад граѓаните на Тетово, бидејќи секогаш пазарот се прави врз грбот на македонците од Тетово и Тетовскиот регион, стои во соопштението на Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија Тетово. Осветен камен темелник на камбанерија во манастирскиот комплекс Свети Великомаченик Георги Победоносец во село Туденце. Изградбата е планирана да заврши до празникот Света Петка, кога треба за прв пат да се слушне црковното биење на камбаната. Во манастирскиот комплекс Свети Великомаченик Георги Победоносец во местноста на селото Туденце вчера беше осветен камен темелник на нова камбанарија. Чинот на осветување го изврши неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение на свештенослужители од Тетовското архиерејско наместништво.
Камбаната на манастирскиот комплекс Свети Великомаченик Георги Победоносец се гради со донација на семејството Димовски од Детройт, Соединетите Американски држави, а по потекло од Туденце, бидејќи семејството годинава го има кумството за прославата на празникот Света Петка, изразило желба изградбата на објектот да заврши до празникот на 8 август, кога треба за прв пат да се слушне црковното биење на камбаната. На овој прекрасен ден, кога црквата го празнува споменот на светите цареви Константин и Елена, која православната црква во 313 година со Миланскиот едикт од царот Константин доби слобода на православието, денеска сме радосни што овдека присуствуваме на овој ден да го поставиме камен темелникот за нова камбанарија и да осветиме камен темелник, но што побрзо да го ставиме и црковното звоно. И користам приликата исто така да заблагодарам на нашите селеници од диаспората кои секогаш се штедри дарежливи кога станува збор за црквите и манастирите од токму оваа епархија која што јас ја раководам. Господ Бог да ги благослови нив и нивните семејства за овој дар кој што денеска го даваат овдека во село Туденце, во манастир Свети Ѓорѓи. За многу години честито и вековите да биде. Начинот на осветување на камен темелникот на камбанаријата присуствуваа голем број верници од Туденце и околните села, но имаше и многу иселеници од диаспората. За сите нив ова беше радосен чин со кој полека, но сигурно привршува комплетното возобновување на древното светилиште, подигнато во чест на светиот великомаченик Георги. Значи, ново е светол чин што човек ретко во својот живот може да го доживее. Морам да се заблагодарам на нашиот правосвещеник дедо Јосиф, владикава нашиот, што немам зборови како да изразим, што во секој момент не излезе, излагаше во пресред и во тие моменти кога требаше да ја истераме оваа работа за каменаријава, беше и физички присутен за нас. Значи тоа беше многу голем поттик за нас. Значи пред се многу благодарам на владика и многу голема морална поддршка ни даде. Сега морам да го истакнам овој ден, значи овој ден е пресветол ден за нашето село, за нашата парохија, за нашето свештенство и за цела Македонија, зашто на овој величествен ден ново православно светилиште никнува еден нов храм, нов објект. Значи тоа е звоното што треба да го краси нашето православно светилиште. Сега морам, значи пред се другото да се заблагодарам нашите иселеници што изразија доблес, изразија финансиски да сака да не поддржат. Ние мислиме дека тоа ќе биде едно скромно нешто, така едно само камбана, да биде едно скромно звоно, али не, по нивно инсистирање и залагање, жалбата мораме да исполниме. Значи ова ќе биде камбана од уникатен стил, значи таква камбана нема да има овдека, ќе биде градена со тврда градба, со камен, автентичен на манастирот. Звоното е како што караме 200 кила тешко, а круната горе ќе биде како круната на самиот манастир. Кога ќе гледаш доздолу, ќе гледаш како младенци како се венчуваат. Значи млада жена и младенец како се и невеста како се венчуваат. Значи тоа е ни беше идејата, а те Господ не го исполни оваа желба, благодарение на нашите селеници. Значи да му се благодарам на Мирко, на Радица, на синовите Светлија и Љубиша, снаите Цветанка и Валентина и децата кои сестрана поддршка ни дава. Изградбата на манастирската црква во Туденце конечно влегува во завршна фаза на големо задоволство на сите кои се залагаа за нејзино обновување и притоа ги донираа и потребните средства. Пред една година беше поставен и осветен и крстот над црквата. Инаку темелите на некогашното големо светилиште подигнато во чест на великомаченик Георги Победоносец во местноста викана Црквиште на село Туденце биле пронајдени во 2004 година. Во 2012 година местното население се организираше за почеток на градежните работи за возобновување. Според кажувањата на жителите на Туденце, овој Божји храм потекнува од 4 до 6 век и е еден од трите во целиот свет кои имаат специфична градба.
16-годишниот гимназијалец Јован Илиевски вчера пред Тетовци го промовираше својот прв роман «Кругот на животот». За младиот и надежен писател на промоцијата на неговото дело беше кажано дека изненадува со неговата длабочина на мислата. Љубителите на романите имаат можност да ја збогатат својата домашна библиотека со уште едно книжевно дело. 16-годишниот Јован Илиевски вчера пред Тетовци го промовираше својот прв роман «Кругот на животот». Станува збор за психолошки роман кој огледало на животот во целина. Роман кој ја преточува смислата на животот во смислата на љубовта. Нашиот млад сограѓанин, 60-годишникот Јован Илиевски, ме изненади со еден современ романесен жаргон. Во оваа книга се зборува за психолошките тегоби на современиот човек, но тој се појавува како човек на младоста, која и покажува дека младоста е во својата креативна, конзервативна чаура, вакцинирана од синтагмите на старите. Има многу нови работи кои што се прифатливи, кои што може да се прифатат како однос на поединецот во колективниот морал и етика, но во поединечна смисла на етиката и моралот, со што треба да се покаже што и недостасува на денешнина. Клучот за толкување на овој роман сепак е една романесна проекција која што треба да биде за младоста, за младиот творец, пример за пример, и верувам дека ќе очекуваме уште многу дела од нашиот млад сограѓанин, кој што еве веќе со две книги, со два романа, покажа зрелост и покажа надеж дека треба да очекуваме уште многу од него. За младиот и надежен писател на вчерашната промоција на неговото дело беше кажано дека изненадува со неговата длабочина на мислата. На само 16 години тој во кругот на животот се труди да загатне многу животно важни прашања, ама и да даде изненадувачки одговори и насоки, пред се промовирајќи ја надежта без разлика на исходот. Како се случи? Се случи сосема случајно. Концептот на годинашна работа на Матица беше да публикува и афирмира млади автори. Меѓу другото во контакт со професор доктор Јован Дамјановски, ни го предложи Јован Илиевски и меѓу другото, кога видов неговата прва книга, да бидам искрен, бев малку изненаден. Бидејќи таква длабочина на мисла од толку младо дете, да ви кажува некој нема да верувате. Како и да е, неговите книги треба се прочитат. Она што можам слободно да го кажам за Јован, дека веќе успеа во Македонија на неговите 17 години. Ако новите 17 успеат толку, тогаш кругот на животот, истоимената негова книга, секако ќе се шири. Јован е скромно момче кој најмногу зборува низ стиховите, низ прозата. Се што размислува досега го има кажано низ многу негови дела, а најавува дека најдоброто допрва доаѓа, дека неговата инспирација се уште ќе го држи вниманието кај читателската публика. Премногу сум задоволен од тоа што беше вечерва и секако планирам нареден роман, тоа да биде некој си психолошки трилер и очекувам успеси понатаму секако и од оваа книга. Романот Кругот на животот е второ книжевно дело на тетовецот Јован Илиевски кој излезено од печат. Првото беше Душа на парче хартија, збирка од проза, поезија и цитати која ја издаде во Тетово. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер денеска изјави дека на Грција може да й се додели финансиска помош од 35 милиарди евра до 2020 година. Тој пред Европскиот парламент рече дека Грција ќе ја добие сумата, само доколку ги исполни условите од економската програма. Јункер синоќа во Брисел имаше средба со грчкиот премиер Алексис Ципрас.
Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави денеска дека Русија има одговорност да помогне за запирање на борбите во Источна Украина. Според него, двете спротивставени страни во конфликтот мора да го повлечат тешкото оружје од борбената линија и да помогнат во имплементирање на договореното примирје, подпишано во Минск во февруари годинава. Украинскиот претседател Петро Порошенко предупреди на заканата од продолжување на борбите во источниот дел на земјата. Говорејќи за време на годишното обраќање во парламентот, тој рече дека украинската војска мора да биде подготвена да ја одбрани земјата против инвазијата на границата со Русија. Според него, повеќе од 9000 руски војници во моментов се наоѓаат во Украина. Киев и Западот ја обвинуваат Русија дека ги поддржува бунтовниците во Источна Украина. Русија ги негира обвинувањата. Обединетите нации денеска упатија апел за собирање на половина милиарда долари меѓународна помош за решавање на хуманитарната криза во Ирак. Хуманитарниот координатор за Ирак на Обединетите нации Лиса Гранде го упати апелот во Брисел, изјавувајќи дека повеќе од 50% од операциите ќе бидат прекинати или намалени, доколку парите не бидат веднаш собрани. Парите ќе бидат наменети за обезбедување на засолниште, храна и вода во наредните 6 месеца за 5,6 милиони луѓе кои се раселени во Ирак поради офанзивата на милитантите на Исламската држава во земјата. Властите во Гана соопштија дека во експлозија на бензинска пумпа во западниот дел на главниот град загинале најмалку 73 луѓе. Според извештаите, многу од жртвите се засолниле во бензинска пумпа поради поројните дождови. Спасувачките тимови се уште трагаат по телата на жртвите од местото на настанот. Според нив, причината за експлозија бил пожарот, кој избил во еден терминал за камиони, па потоа се проширил и на бензинската пумпа. Поранешен член на извршниот одбор на Меѓународната фудбалска федерација ФИФА Чак Блейзер признал пред американските сојузни суди дека тој и други членови на одборот се согласиле да примат мито за да гласаат Јужна Африка да биде домаќин на светското првенство во 2010 година. Американските обвинители објавија транскрипт од сослушувањето одржано во 2013 година, во текот на кое Блейзер пред судот се согласил да ја признае вината. Тој признал и дека посредувал во давање митој во 1992 година при изборот на домаќинот на светскиот куп во 1998 година. Председателот на ФИФА Сеп Блатер завчера поднесе оставка поради корупцијскиот скандал што ја потресе оваа организација. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Попладне преовладуваше нестабилност со силна појава на грмежи наместа со дожд и засилен ветер. Температурите се движе од 24 до 31 степен. Утре ќе превладува умерено облачно време со врнежи од дожд и грмотевици и со пад на максималните температури. Минималните ќе се движат од 10 до 20, а максималните од 16 до 30 степени. Ги следевте регионалните вести. Пријатно!